Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe. Разликата помеѓу една традиционална јога и ова пауер јога која што ти да речеме практикуваш веќе една деценија скоро. Прво морам да нагласам дека нема погрешна јога или погрешен начин на започнување со јога. Има само погрешен период на животот, погрешни околности во животот со погрешен тип на јога. Само тука е поентата да си го најдеш ти во точниот даден момент, точниот тип на јога. И тоа не се случува од прва, втора, трета, можеби треба малце повеќе време да си го најдеш својот учител, да си го најдеш својот стил. Константно човекот се менува и потребите да се менуваат и типот на јога се менува. Желбата и целта на човекот пред 5000 години и денес е иста. Така е, јасно. Се уште трагаме ние на ваков токсичен или нетоксичен начин, само тука се менува, дали е краткотраен, брз начин или подолготраен и побавен начин. Да, имаме некако духовен развој, меѓутоа пред се да го намалиме она ментално страдање што си го носиме некој повеќе, некој помалку. Метода која што или техника како да ја крстам, која што најмногу придонесува. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добродојавте во нова епизода на мојот подкаст. Денеска ќе зборуваме за една древна практика, која што прави една симбиоза, поврзување помеѓу телото, дишењето и мозокот. Ќе зборуваме за јогата. Јогата нема да зборуваме за чистиот принцип на вежбање или стегнување на телото, туку ќе навлеземе во една проблематика која што по мене мислам има медицинско објаснување. Сметам дека јогата со акупунктурата влегуваат во една симбиоза со медицината на тој начин што се мислам директно поврзани и придонесуваат за подобро здравје кај човекот. Заради тие причини сметам и во денешното време на поголема анксиозност, брзиот начин на живот може многу да придонесе. И затоа денешен мој гостин е особа која што многу години посветува кон ова древна практика. Она е јога инструктор, во исто време и промотор на еден баланс за животен стил. Тоа е Лела Рамковска. Лела, добро дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов. Баш ми е драго што си денеска тука и навистина ми е чест, бидејќи долги години се занимаваш со оваа проблематика, можам да кажем не проблематика, туку начин на живот полесно. И пред да започнеме сосема на кратко, како започна со аплицирање на јогата пред се? Тоа беше во фази долги години, да кажеме од сега некои 20 години откако да се пронајдам. Аз се пронајдов пред 11-12 години, си го најдов оној мој стил и точно што ми треба. Лутав, така да кажам, значи имало во мене некој порив да започнам со јога. Пробував различни стилови, различни учители и тоа секај мене одеше контра дека едноставно јогата не е за мене. Колку време траеше тоа? Траеше, да, Али упорно идеше? 10 години. Повторно во фази со големи паузи. Така. Меѓутоа нешто ако ти јавува во не мора да се објасни зошто ти треба. Сега јас тогаш сум имала 20, не знам дали сум имала и 20 години. Така. И сум имала некаква потреба да ја научам таа дисциплина, нешто да добиам од таа дисциплина, иако тогаш воопшто не беше распространета, не беше воопшто популарна јогата. Меѓутоа сепак нешто такво ми требаше, имав потреба, али се тоа завршуваше со разочарување и со тоа дека јогата едноставно не е за мене. Интересно. И сега кој што знам да речеме од тоа што кога зборувавме и на почетокот, би сакал гледачите да ја разберат разликата помеѓу една традиционална јога и ова пауер јога која што ти да речеме практикуваш веќе една деценија скоро. Која е разликата уствари? Зошто повеќе на некој начин ти легна пауер јогата него што е класичната јога?
Прво морам да нагласам дека нема погрешна јога или Так. погрешен начин на започнување со јога, затоа што тоа и понатака малце ќе го зборуваме модерна јога лоша или не е. Нема погрешен начин на започнување со јога. Има само погрешен период на животот, погрешни околности во животот со погрешен тип на јога. Само тука е поентата да си го најдеш ти во точниот даден момент, точниот тип на јога. И тоа не се случува од прва, втора, трета, можеби треба малце повеќе време да си го најдеш својот учител, да си го најдеш својот стил. Пример, мене, сега тоа што ме нервирало пред 20 години, кога сум започнувала, мене сега на овие години точно тоа ми прија. Така. Значи, тој тип на јога што јас професионално сум го држала во групи, мене сега тој тип на јога не ми одговара. Така. Ме разбираш? Едноставно, константно човекот се менува и потребите се менуваат и типот на јога се менува. И каква е разликата? Каква е разликата на едната во однос на другата? Ова нели ја третираат повеќе како западно Power јога, да, затоа што јас сум повеќе позната по таа power јога, динамична јога. Повеќе фитнес јога и не се става акцент на медитација, толку или на спиритуалноста. Како што има класичната јога. Тука е наменет за човек кој што има динамичен стил на живот, има многу проблеми за решавање во текот на денот, има многу предизвици и не може туку така да си го најде балансот и она духовно да се развие, со веднаш ти него да го натераш, седни сега ќе медитираш и ќе дишаш. Него треба прво малце физички да се спреми телото на малце по ригорозен начин, а потоа да дојде до степен каде што може да се смири и да Значи има една поврзаност помеѓу духовното и медитира. физичкото уствари, на некој начин. Има кој што сака, како сака, што сака да постигне со тек на време. Не може му се наметне на денешниот човек како што било пред 5000 години, затоа што тогаш тоа ме датира од кога потекнува, од древна Индија. Тогаш начинот на живот сигурно бил многу поуспорен. Така. И не им требало овој тип на јога како што се развило со тек на време од хата, каде што се наоѓаат оние први веќе јога асани, јога пози, да ја кажам попознати. Ама се со цел да се спреми телото за да може да влезе во на медитативна состојба или чистење на умот и поврзување на свеста, на телото и на дишењето. Тоа ни е главна цел. Меѓутоа сега на некого ако му кажеш ти треба да дишаш и треба да медитираш, него тоа го фрустрира, не го смирува, него напротив му делува фрустрирачки. Па да, ја тргам од себе да речеме, бидејќи ја исто живеам. Пример, на вистина би ми било тешко, по принцип, кој имаме екстремно динамичен живот, стресови, сите можни работи, од еднашка да дојам во некој простор, речем, ај се смири се од еднашка нагл. Дури ми е невозможно, бара веројатно голем тренинг, али чисто ме интересира друга работа. Кога, пример, пауер јогата е пренесена начесто во најдоцна, мислам дека можам да кажам дека е најдоцна развиена негде во 80-тите, 90-тите веќе. Тогаш е доаѓа во значи како што оди темпото на живот се, како што се развива, како почиња интернет, како што се нагоре да така и потребата на се подинамична и поддинамична физичка активност, вклучувајќи јогата, се појавува на тој начин да му биде поблиска до западниот човек, нели, човекот во модерното време. По тебе, да речеме, мене, ако ме видиш и знаеш, да речеме, каков живот терам, дали повеќе би ми пријала, еве да кажеме, пауер јога или би ми пријала класична јога? Пауер јога каква проценка би направила, без разлика и двете да ги знаеш? Ако почнеш прв пат со јога, не би препорачала веднаш на пауер јога да така. Да се нафатиш. Луѓе... Зошто? Затоа што луѓето се обесхрабруваат од тој тип на јога. Да, оние вежби кои ќе ги видиш ти, мислам, од една перцепција дека јогата е премногу лесна, не е за мене, ја не можам само да седам и да се истегнувам, да се растегнувам, и одиш се соочуваш со нешто тотално друго, дека
ствари поима немаш кој тип на јога. Да, јасно е. си дошол и Да, затоа многу бидејќи често. имам колеги кои што да речеме Да. сме правеле, мислам она дека ти доаѓа, тоа сме гледале, мислам јас никогаш не сум практикувал реално и знаеш она си викаш дали јас можам да дојам оваква состојба, навистина најдеш некаков мир и до тој степен, а од друга страна ти е кој ќе го видиш толку тоа делува убаво, кој ќе го видиш Тоа како. што гледаме, тоа што ние представуваме е еден некој начин на уметност, ева да кажем, или степен од кој ти можеш да го постигнеш. Така. Меѓутоа луѓето не смеат да заборават обичниот човек, не смеат да заборави кој што не е тренер, не е јога инструктор, кој што тоа животот и работата не му е, дека целта не треба да ти биде, ева мене ако ме гледаш јас, целта треба да ти биде твојот живот како можеш малку да го збогатиш со малку почист ум, Така. поголема смиреност, поголемо запознавање, познавање на своето тело и да можеш да си го споиш целиот систем, бидејќи ние луѓето најчесто денес телото си го третираат како нешто да не е твое. Така. Дали го казнуваш, дали го мразиш, дали Не, ја истото, секакви да. начини. Умот исто така го третираш како да е некој апаратче што тоа те контролира и сега јас како умот ќе го надмудрам. Така. За душата и за свеста воопшто да не зборувам. Не, добро, тука, ја и ти сме ипак од доста разлика у години на некој начин и ти можеш да приметиш, мислам дека за последниве 20 години на вистина се менува свеста кај луѓето. Мислам дека повеќе се грижат и за исхрана и за вежбање и за наоѓање пробува да најдат некаков духовен мир. И по Да. мене мислам еве ти почнала што викаш пред 20 на години, дали приметуваш разлика меѓу Многу порано и разлика, сега? тоа многу ме радува, што има многу разлика, меѓутоа мислам дека ќе дојдеме до тој ден Кога веќе кога јогата ќе се прифати како дел од јогата. Значи јогата има многу сегменти. така. Дека дел од јогата секој еден човек без разлика дали вежба, дали е спортист, дали е рекреативно само се бави со спорт или воопшто не вежба, сегменти од јогата дека секој ќе свати дека има потреба да си ги метна во својот живот, за разлика колку често само да биде континуирано. Така. И да речеме, ако си инструктор по Power Yoga, има ли степени на едукација или како да ја крстам, некое ниво што го постигнуваш? И постои ли таква варијанта или не? Се тоа најмногу е личен развој, нели? Така. Има, не знам, ќе земаш 200 часа, па ќе земаш 500 часа. По така се градира градацијата на се- таков начин. Да. Но за мене најмногу, ако ме прашаш, најмногу е годините и Искуство. бројот на практиканти, на ученици кои што ги поминуваш. Кога се збори за Power Yoga, се мисли повеќе на добивање на сила или на флексибилност? Се мисли повеќе на добивање сила, голема дисциплина и голем фокус, затоа што транзициите се динамични. Навистина немаш време ти тука нешто, не седнуваме, нема пауз, ето така да кажам, саат време трае тој еден Power Yoga час и тука нема паузи, тука е цело време ланчано, само се поврзуваат една поза со друга поза и движењата се баш онака, треба да си психофизички спремен, повеќе ментално спремен отколку физички, затоа што тие од моје искуство практиканти кои што доаѓале од нула, прв пат почнуваат со јога, меѓутоа биле одлучни дека тоа ќе го совладаат, напредувале многу подобро него луѓе спортисти кои што викаат јас све знам, мене ова ќе ми биде лесно, тие полесно се откажуваат Така. од тој тип на јога. А како влијае кон стабилизација на телото, како тоа е онаа да речеме кор мускулатура што постои? Кор мускулатурата, сега кога зборуваме кор, или Се одма мисли се мисли на да. стомачен, не е само стомачен, тоа е. Да, или да исто и речеме уште карлица поедноставно, кои и- делови од телото најмногу страдаат, на пример? Или кои бараат посебно раздвижување или не знам како да кажам. Ако не Ако практикуваме никогаш не си јога, практикувал, да. значи, вратот, рамената, почнуваме колковите. од лицето кое што се стврнува, изразот на лицето на луѓето, нели со годините како се менува, тоа е се израз на Така. на стегнатост, неопуштеност, стрес и така натака. Брадата ние напред генерално сега гледање телефон.
затворени сме рамењата, као да ќе се заштитиме на некој Така. начин. Се тоа несвесно држење на телото од човекот и од стрес и на некој начин да се заштити. А постои ли Работот. постои ли некоја граница помеѓу корисно истегнување и она форсирано истегнување, каде што може да се надмине тоа, да влезе во некаква патолошка форма, пример? Дефинитивно постои. Затоа постојат тренери, сакаш да кажеш. Од два аспекта може да си хиперфлексибилен, меѓутоа таа флексибилност да не е надополната со сила, и тука може да дојат некакви повреди на лигаменти, коските, зглобовите. Зато и да се тоа полека, веројатно. Да. И има луѓе кои што запнуваат, но јас сум од тие луѓе кои што започнав со јога. Пример, ева во шпага, она, знаете, Добро. женска шпага, мислев дека супер ми оди, без загревање, премногу се истегнав повеќе, занемарувајќи ја болката на оштра болка, и нешто Се осети, нешто да. се Препоните. нешто се Да. случи, да. Така да дефинитивно зошто ние ги учиме генерално добрите учители, нели, оние учители што се со поголема свест. Слушај си го телото. Значи, ние те кажуваме една поза, до таа поза Ти гледаш дека не иде понатака, да. до таа поза најдобро е јога инструктор кој ќе кажува со модификации, значи почнуваме од полесна варијанта, тоа ти е окей, тогаш почнуваме малку подлабока варијанта, подлабока и подлабока. Знаеш, јас никогаш не би почнала со, без разлика дали е тоа група или индивидуален час, веднаш, ајде, во нај-адванст Така. начин на изведување на позата. Значи тоа се случува постепено. Така да во За тој да се случај, избегнат тие можни повреди. да, во така. тој случај они ќе си го научат телото, ќе си ја научат модификацијата што може да се ја направат на своето тело, случајски си во своето тело, затоа што сите се различни. Сите сме различни. Да, убаво го објасни. Почитувани гледачи, почитувани пријатели, ако ви се допаѓа нашиот канал и нашиот подкаст, јас и мојот тим би ви биле благодарни ако не заследите и притиснете subscribe.